20 септември, сабот. Внимание во Битола. Ја прашуваме публиката и граѓаните. Видиме што имаат да кажат. Внимание, внимание. Внимание, зборуваат граѓаните. Кој е крив што сте вакви убави вечерва? Па не знам, то може би да го прашате татко ми. Он е заслужен за изгледот. Па може да се речи. Добро. Па веројатно е тоа генетик. Жена ми. Тоа нормално. Кој друг? А браќа Манаки. Браќа Манаки. Види, крива е мајка ми што решила да се мажи во Битола Добро. и да растам како битолчанка. Тој нели ние битолчанки сме средени жени. Па ако изгледам добро, не знам дали имаш проблеми. Кој е крив што сте вака денес убаво облечени? Битола. Битола. Добро. Битола, точно. Па ја, Добро. си го сакам Феликс. Еден на Манаки? Двајца се Манаки или сите сме на Манаки? Сите сме на Манаки, а Манаки се сите. Ако го имат филмот во своите крвни садови, се Манаки. Двајца се Манаки, Милтон и Јанаки. Еден е споменикот пред Центарот за култура, а фестивалот е светски. Двајца се браќа, а сите сме Манаки. Јас во секојато што мислам дека Јанаки Манаки е Манаки, Така. а не Милтон Манаки. Добро. Еден е Манаки. Оти е најдобар, јас мислам. Не, сите сме на Манаки. Сите А сме на иначе двајца браќа се, ама еден е Манаки во секој случај. Еден на... Сите сме Манаки, минатата година еден беше. Имаше идеи покрај Манаки да биде Јанаки, да не е еден, да не е сам. Манаки биле двајца, они се зачетокот на нашата филмографија и имаат инспирирано безброј артисти на чела земја. Со кого не е паметно да се појавиш на премиера на Манаки, на отварање на Манаки? Па не е паметно само сам со себе си да се појавиш, треба со некој, јас сам Со се својот појавам. двојник. Со моето его и алтер его се појавувам исто време. Знам дека е паметно со мажот ми да дојдам, а не можам да се сетам со кој не би бил. Вали да со син ми ке ме натера да си одиме на пола филм. Јас мислам дека со родител е најдобро, па некогаш може и со партнерот. Веројатно со голема маскота од Феликс. Па не е паметно да се појавиш со продуцент што ти души пари. Да е денес Манаки жив, што би снимал и со кој глумци би снимал? Со сите нас од Битолски пред се театара, бидејќи нели во Битола живеел и работа. А ке ве зема и вас од Скопје пошто сте супер Не, фотогенични. ја нема, ја не ќе. Манаки би снимал се и секаде затоа што и двајцата биле хроничари на своето време. Онаму каде што би се случувало нешто интересно, тие би биле први таму. Ако би бил Манаки жив сега, не би бил у Македонија, би бил у Газа. Ако не најмала рака у Украина некаде би бил и би правел документарни филмови. И најверојатно би одбрал луѓе кои што не се толку вирални, толку видливи, него луѓе кои што сакаат, вистина сакаат уметноста, живеат за уметноста. Веројатно ново компоновани политичари. Политичарот е актер на некој начин. Може би бил Петар Мичевски, може да биде неговиот син Филип Мичевски, може Тони Михајловски, може би. Ако е настинат би снимал Тлуќа, а ако е навистина снима филм, би снимал со битолските актери, се надевам. Да, Мислам добро. дека е локал патриотата. Да, Така? За да не плаќаат дневници и Да, престо во хотели за тоа. смешта и едно друго. Да, плюс е влавтој. Мора сметка да... Да беше Леонардо Ди Каприо битолчанец, како ќе му беше прекарал? Па би бил потонатио. Потонатио? Карактеристично за него е што има многу долго време чекано да добие Оскар, а Оскаро би го викале. Иначе точно битолчани без прекарите се ништо, али многу има тука Леонардо Ди Каприо низ градов. Шекспирот, Зошто Шекспир? глуми Ромео и Јулија. А, добро. Ќе го вика Леонардо Кабадајата. Зошто Леонардо Капедаје? Па добро сега, Оскар, она малку и шеташе поширок со как така. Сантимо. Сантимо, зошто? Па мислам дека уште 1 сантиметар му фали за 1,60 м. Внимание, зборуваат граѓаните!